Искрено, не паметам волку политичари, државници, представници на влади и председатели да не посетиле во изминативе децении. Може би во кризната 2001 кога се крчкаше Охридскиот рамковен договор, значи кога требаше Македонија да се притисне во Менгеме. Сега дојдува Столтенберг, инаку татко му Торвалд си доби и улица, иако не знаеме дека е на Торвалд, оти има само презиме Столтенбергова. Па дојдоа Могерини, Хане како дома, може слободно да го пречекуваат во папучи, па Вес Мичел, па ќе дојде Матис, Хашим Тачи беше тука и тој имаше нешто да каже во стилот ајде, излезете на референдум, гласајте, тоа е добро за албанците и за регионот, па Иво Вајгел, па Рот, па Аселблум, да, канцеларката, Меркелка, сите дојдоа во оваа земја, за да им кажат на граѓаните дека референдумот треба или мора да успее. Запамтете, во оваа земја, која фигуративно е црпната од македонската земја, најверојатно донесена некаде од северните предели на Македонија. Прашањето е зошто таков притисок? Или да го поставам вака прашањето. Уште ли треба да им се витка рака на македонците да успее овој проект на една хибридна инженерик држава да се пикне во НАТО? Ако се пикне. Одговорот е изгледа дека не им се чисти сметките за цензусот, односно може лесно да се случи тој да пропадне. А тоа ќе може да се прочита како македонците си ја пишуваат својата историја со своја рака. Мнозинството не сака Менгеме. Иако е тоа навистина тешко да се избегне, зашто како што еден представник на Стејт департментот еднаш призна, ние помогнавме во виткањето рака, мислејќи на периодот кога му помагаа на Заев да направи влада со Дуи. Но ако некогаш времето работеше за Македонија, демек со текот на времето ќе ги победиме грците, онака по инерција, сега времето изгледа чука со различна брзина во зависност дали го гледате часовникот на Мицковски или тој на Заев. Еве, времето минува, го чекавме господин Мицковски, лидерот на ВМРО ДПМН, го чекавме и пред полноќ се појави. Јавноста чекаше да каже дали ќе го повика членството и воопшто народот да го бойкотира референдумот. Но лидерот на ВМРО ДПМН им остави на граѓаните самите да решат што да прават на 30 септември. Односно, дали ќе собираат ореви, лешници, ајвар или ќе се решат да ги полнат гласачките кутии наместо своите визби со зимница. Затоа пак беше со јасна порака до Заев. Излезе ми на Мегдан, ајде на ТВ дуел, па да ги расчистиме дилемите околу референдумот. Почитуван председател на владата, господин Зоран Заев, ајде заедно на дебата, на ТВ дуел, затоа што имаме на маса договор со Грција. Има многу лаги и лажни очекувања, афери, корупција, скандали, затоа што многу работи мора да бидат слушнати, јасно и гласно да им станат на нашите граѓани. Ајде пред граѓаните да разговараме отворено, јас и вие, и искрено, за сите случувања што изминаа минатиот период, за договорот, но и за сите останати теми кои што живо значат за граѓаните пред 30 септември. Овој пат, почитувам председател на владата Зоран Заев, за Македонија се работи. Инаку, Бранко Црвенковски се појави, на вистина се појави. И тоа со многу јасен став, сличен како што и тој основачкиот став на СДСМ, дека се наследници и на Комунистичката партија на Македонија и се нова социјалдемократска партија. Еднаш лично Црвенковски им порача на русите: ние сме за во НАТО, но да имаме добри односи и со Русија. За Москва пак
Нема и, туку прашањето е или. Во соопштението до јавноста Црвенковски вели дека на 30 септември ќе излезе на референдумското изјаснување и ќе гласа за. Ќе гласам за. Не затоа што мислам дека Преспанскиот договор е голема победа и успех, туку затоа што сметам дека е нужност од која во даденава ситуација нема бегање. На 30 септември и покрај сите мои тешки внатрешни дилеми, ќе го послушам сопствениот разум и ќе гласам за. Ќе гласам за не затоа што мислам дека неговото спроведување нема да предизвика негативни последици, туку затоа што негативните последици од неговото пропаѓање ќе бидат несразмерно поголеми. Ова добро го кажа председателят. Со тој договор на една неименувана страна, стокмена за преименување по барање на Грција, не се остава простор за сценарио Б, В и така натаму. Не се остава простор за пожарникарски скали, така што во пожарот треба да изгориме сите. Како што велат во Алан Форд, влезот е слободен, излезот се наплаќа. А тоа е така затоа што, како што според признание на човек од Стејт департментот, американците биле главните архитекти на Преспанскиот договор, зашто подоцна Кодзијас побара извинување од Вашингтон, зашто демек договорот го склепал тој. Да не забораеме да му телефонираме и на Берлин и да им честитаме и нив за инвентивноста. Сега почнува да го продаваат Преспанскиот за Северна како формула, иако знаеме дека нема кому да го продадат. Како и да е, слушај добро, Мицковски. Подобро е да се пие вода отколку нафта, и тоа, ако е газирана, кисела вода, поарно. Зашто можеби така ќе ни се избистри главата и ќе дознаеме зошто, например, еден Курц доаѓа да не охрабри да си го смениме името, идентитетот, културната и историска матрица, за да влеземе во НАТО, а неговата Австрија е неутрална земја, че не е членка во тој воен блок. Или да ги примиме советите на британската премиерка Тереза Меј за членство во ЕУ, а незината земја излегува од ЕУ. Инаку, токму тој Курц, кому овде во Скопје државниот протокол, кога сака да се намести, ќе се намести, оти изгледа гледа некој од озгора, му поставија знаме на туѓа земја, оти се збуниле со лекцијата тесни и широки линии, и тој Курц му го сврте грбот на Виктор Орбан, па до вчера беа заедно. Крева бедеми против бегалците. Бодликави жици. Па Австрија формира специјална полиција за да се заштити на границите од бегалци. И сега тој Курц вели дека Орбан не ги почитувал европските вредности. Наред е да се скара со Салвини, иако најави свој евиден пакт против бегалците и со него. Како и да е, очекуваме да се случуваат циркузи внатре во ЕУ. Еве еден од нив. Европската комисија ќе го кани австрискиот министер за внатрешни работи Херберт Кикл на средба на високо ниво на која ќе се зборува за борба со расизмот, ксенофобијата и другите форми на нетолеранција. Инаку, Кикл е неонацист. Во меѓувреме, во оваа земја, во Северна, наместо кампања, се спроведува владино собраниско медиумско представување за да успее референдумот. Премиерот Зоран Заев е познат по своите инспиративни мотивацијски говори. Тој, како аргумент за референдумот да биде успешен, ја посочи состојбата и предизвиците кои доаѓаат од север. Интересно, ама сите предизвици во поновата историја доаѓале од север. Што ќе рече малку стап, малку морков, односно некоја закана и давање по некое колаче. А колачињата Заев ги понуди во крива паланка. Не знаеме дали ги видува од ОПСЕ, од ИР, кои вршат мониторинг на така наречената кампања за референдумот, но зарем е тоа и најважно, ви се молам.
Апелирам, ќе извика Заев. Ајде, почастете ги малце работниците, дајте им по една екстра плата. Платичка. Еве ги денеска и приватните компании се разбудени. Слушнав, беше денеска кај мене во владата, стоејќи се видовме со Волканов, инвеститорот овде на Минстрои. Вели, испратив порака до работниците да излезат сите и да гласат на референдумот. Тоа е добро за Македонија, тоа е добро за Крива Паланка, но добро и за мојата компанија. Затоа што перспективи и за Минстрои се оствараат во Европската Унија и НАТО. И не само тоа, вети некоја награда дека ќе даде плюс на работниците, од тоа што верува дека блеска Македонија во моментот, отвара перспективи, но и неговите инвестиции ќе имат перспективи во оваа Македонија. И имаме директори на компании во Македонија македонски, кои што велат ќе дадеме уште една екстра плата, затоа што и за мојата фирма се отвара перспективата. И јас апелирам до сите бизнисмени, ајде почастите ги малку работниците. Сега ова важно и за компаниите, и за граѓаните, и за државата наша. Ако некој има, газдите имат, бизнисмените имат, може малку да отворат кесето повеќе. Не сакам воопшто да дебатирам дали е ова јавен повик за купување гласови. Има кривичен законник, има обвинителство. Сакам јавно да прашам, зарем е ова цената која треба да се даде за да помине договорот? Зарем до една екстра платичка дојдовме и тоа со молење?